вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Велковска. Светската здравствена организација предупредува дека свинскиот грип станува незапрлив и дека секоја земја треба да изготви вакцина за негово спречување. Раководителот на истражувањата за вакцини во Светската здравствена организација, Мари Пол Кијани, во понеделникот препорача најпрвин да се имунизираат здравствените работници, бидејќи се најпотребни при избивање на епидемија. Властите мора да решат кој потоа ќе добие вакцина, рече Кијани. Според овој стручњак, вирусот H1N1 на свинскиот грип е несопирлив и на секоја земја и треба вакцина. Свинскиот грип е во поблага форма кај здравите луѓе и за поголем дел од заболените не е потребен болнички третман, но вирусот може да биде жесток, па дури и смртоносен кај лицата со сериозни здравствени состојби, како на пример болните од астма или кај трудниците. Медицинските истражувачи велат дека и прекомерната дебелина сега се смета за ризичен фактор за жестока реакција на вирусот. Според најновите податоци на СЗО, во светот има околу 95.000 случаи на заразени од свински грип, а досега починале 429 лица. Американската влада троши повеќе пари отколку што се сливаат во неа, и тоа во досега незабележан износ. Одделот за финансии во понеделникот соопшти дека федералниот буџетски дефицит за прв пат ја минал бројката од 1 трилион долари. Во време на жестока рецесија, официјален Вашингтон троши милиарди долари на програми за стимулирање на економијата. Истовремено, заради лошата економска ситуација, регистрирано и забавување во подмирувањето на даночните обврски. Од буџетот се одливаат и средства за војните во Ирак и Авганистан. Економистите стравуваат дека со толкаво задолжување на владата може не пораст на каматните стапки и инфлацијата. Еден од главните американски владни лица се обидува да ја смири загриженоста на инвеститорите од Персискиот залив. Американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер во Саудитска Арабија пред група деловни лидери во Джеда порача дека рецесијата започнала да слабе, но сепак предочи дека економскиот опоравок може да биде неизедначен со повеќе подеми и падови од вообичаеното. Земјите од заливот, меѓу кои и Саудитска Арабија и Обединетите арапски емирати, имаат огромни инвестиции во САД и се загрижени дека со натамошната лоша економска ситуација, некои од тие средства може би ќе бидат загубени. Американскиот председател Барак Обама вели дека реформите во американскиот здравствен систем се неизбежни. Тоа го изјави во Белата куќа за време на номинирањето на афроамериканката Реджина Бенџамин на функцијата главен хирург на САД, функција што се смета за лицето на јавното здравје во земјата. Председателот додаде дека оние кои се против, како и циниците, не треба да сметаат дека неусвојувањето на легислативата за здравствена заштита е готова работа. Тоа исклучи можноста од пасивен однос на прашањето и најави дека планира уште годинава да потпише мерка за здравствена грижа, со што таа ќе стане закон. Контроверзите околу новиот план за обезбедување здравствена заштита за оние американци кои во моментот се неосигурани се однесуваат на тоа кој ќе плати за истата. Се очекува новиот план да чини 1 трилион долари за период од 10 години. Кандидатот за испразнетото место во 9-члениот Врховен суд на САД на вториот ден од распитот за потврдување на функцијата најде на тешки прашања од републиканските сенатори. Сонја Сотомајор, која според очекувањата ќе биде избрана за судика во највисокиот суд на земјата и прва со латиноамериканско потекло која успеала да стане негов член, на распитот во Сенатската комисија за правосудство ги уверуваше сенаторите дека непристрасно ќе го применува законот. Републиканските сенатори бараат појаснување на нејзиниот коментар од 2001-та дека мудра латиноамериканка би можела да донесе подобри правни одлуки отколку маж белец без исто животно искуство. Грмотевици го одложија лансирањето на американскиот Space Shuttle станица. Преку иницијатива на Американската фудбалска фондација, деца од сиромашни средини ширум светот на подарок добиваат спортска опрема. Од фондацијата се надеваат дека ова ќе им помогне да развијат самодовербата, но и да живеат здраво. Во дворот на основното училиште Линбрук во предградие на Вашингтон, деца на возраст од 6 до 17 години секој понеделник попладне се собираат за да играат фудбал. Активноста е во рамки на програмата на локалната полиција на општината Ферфакс за развивање односи со локалната заедница. Денес тие се возбудени поради специјалната пратка, бесплатната опрема за фудбал. 12 годишниот Карлос Круз добил копачки.
Не купив копачки бидејќи нема пари. Тука играм фудбал веќе 2 месеца. 11-годишната Синтија Самаха вели дека штитениците се како по нејзина место. I'm lucky. I'm really lucky. Имав среќа, некој денес можеби нема ништо да добие. Навистина имав среќа што добив нешто. Подароците за Карлос и Синтија ги овозможи иницијативата Пасбек на Американската фудбалска фондација, со која нова и употребена опрема се доделува на оние на кои им е најпотребна. Во фондацијата велат дека досега собрале и разделиле преку половина милион парчиња опрема. Сара Пикенс е координатор на иницијативата. These go to underserved communities. Опремата е наменета за сиромашните заедници во САД и ширум светот. Неодамно испративме опрема во Виетнам, Хаити, Јужна Африка, секаде каде ќе биде побарана помош. Преку програмата досега е доделена опрема во над 110 земји ширум светот. Тоа го возможиле стотици волонтери и партнери во текот на 10 години, колку што трае иницијативата, чија цел е децата преку спортот да развијат самодоварба, за подобро иднина и да живеат здраво. Тоа се за денеска, ова беше гласот на Америка на македонски ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте на утре.